62 пратеници денес кренаа рака за законското решение недела да биде ден за одмор. Законското решение кое синдикатот го бараше долго веќе е реалност. Недела неработен ден е реалност. Владата и Министерството за труд и социјална политика го исполнија ветувањето што им го дадоа на работниците. Законот за работните односи кој дефинира дека недела ќе биде ден за неделен одмор е изгласан во собранието. Од 1. јануари недела ќе биде ден за неделен одмор за 92% од работниците. Министерката Шанпаска потенцира дека со ова законско решение се овозможува воспоставување на рамнотежа помеѓу професионалниот и приватниот живот на работникот, како предуслов за нивна мотивација и поголема ефикасност на работното место. Работниците се нашиот најголем капитал. Нивниот труд мора да се почитува и вреднува. Затоа, оние што ќе бидат ангажирани во дејностите, кои заради техничко-технолошкиот процес не смеат да бидат прекинати, ќе добиваат најмалку 50% повисока дневница за работа во недела и слободен ден кој ќе можат да го искористат во наредните 7 дена. Непочитувањето на ова законско решение го утврдува Државниот инспекторат за труд и на работодавачите кои ќе го прекршат законот, им се забранува работа од 15 дена, а доколку го повторат прекршокот во рок од 1 година, забраната за работа ќе биде 30 дена. За синдикатот кој е иницијатор на ова законско решение, изгласувањето е голема победа на работниците. Ние доста долго се ангажиравме за сите овие барања кои што ги имавме поднесено, а посебно за недела неработен ден, со кое барање се обративме и до пратениците во собранието и со денешното изгласување рачунаме дека сме постигнале еден голем успех. Од Организацијата на работодавачи новото законско решение го поздравуваат, напоменувајќи дека право на неделен одмор имаат сите и дека и овој, како и другите закони, тие мора да ги почитуваат. За нас одлуката е добар компромис. Значи, подобро беше старото решение ако зборуваме за работодавачите, но очигледно е дека заради одредено непочитување на старите одредби од законот, бидејќи и тогаш работењето во недела се плаќаше со 50% големина дневница, бидејќи некои работодавачи тоа не го почитува, па сега под притисок на синдикатите владата одбра вакво решение.